Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек. Васко Тодоров, алијас Тошо Малерот е гостин вечер во оваа емисијата. Васко, добро вечер, добре дојде. Намасте. Добро вечер и добро најдов. Морам да го почнам сериозно муабетот, иако сите очекуваат керефеки да правиме, но имаш преголема километража и премногу трага си оставил во меѓу овие луѓе и меѓу овој народ, со своите досетки, со своите шеги, од депресија си излекувал, што се вика, од мртви си враќал луѓе, ни сам не го знаеш тоа. Но интересна работа е што, кога прв пат видов дека си ја објавил книгата, се израдував, затоа што само што ја завршив книгата за Џон Клис од Монти Пајтон, неговата книга, викам, како нема наш човек, викам, да издаде вакво нешто, толку природно и твоето. Ти честитам за книгава, фала ти многу, секој е добро. да ти се враќаш што сакаш, да си пишеш и ти книги. Ти си писмен дечко. Тошо, Васко. Тошо, Васко. Што Тошо, сакаш, да. Васко, монологија. Монологија. Кога прочитав ми се виде вагинологија, ама извини, тоа може би... Ти имаш таква машта. Машта, тоа е до до мене, тебе, тоа до е мене. до тебе. Па до кого? Или си видел нешто друго негде? Нешто. Пред да видиш книгава. Најверојатно, Да. најверојатно. Зошто книга? Па знаеш што зошто книга? Затоа што сакав, нели, како се вика модерно се, хард копи да има, да остане нешто. Ова е некој бестов, и сега ги ти кажам, значи, некои млади луѓе, деца што нели биле родени, ние кога почнавме и кога снимавме К15, ми кажа, вика, знаеш ли, вика, дека ние, вика, седиме дома, вика, и видео монолозите што ми се снимени, дел од тие се снимени, дел ги нема, вика, си ги вадиме на хартија, вика, си ги читаме. Викам, како бе така си ги читате, викам. Ајде да видам ја дома архивата, викам, што има, вамо таму, и така ми се роди идејата. Иницијатива, викам, дај, викам, да видам што имам, јас и многу од тие не ги ни чувам, али имам доста архива и тоа што сум го снимал, имам некои што не се снимени, дел се снимени, дел не се снимени, затоа што оваа книга уствари на кај 30 години фаќа. Овие монолози се, добар дел од овие се пред К15. Тие ликови што ние ги правиме у К15 се почна како радио ликови. На Радио Нома. Јас почнав на Канал 2000, Бања не беше тука, и у Радио Нома беа Грото, како радио ликови почна. Ние после, кога го направивме К15 94-та, си ги снимивме и како видео монолози, како скечеви. И баш сакав да, пошто тие се така малку специфични се монолозите на Тошо, другачии се, не е битно, и добро е да сакав да ги ставам во една книга. Знаеш, кога ќе си го прочиташ, сам си го режираш после. И сам си го замислуваш. Друго е буква, друго е видео. И баш сакав да остане една трага. И многу сум задоволен и мора ги пофалам Арсламина и Литература МК ја изработија. Ова е комплетно нивна книга дизајн. Јас сум автор. Извънредно, професионалци светски. Морам прво да прашам, бидејќи на насловната си во она легендарно твое светликаво сако, ако имаш зум на ова, инаку не можете да забележите, но 3D релјефно е сакото со такви оние светли шлјокици, ако мрдам со светлина, гледате, гледате како, значи оригинал, дури и подобро од неговото сако. Подобро од оригиналот ова, тачно. Каже ми сега, многу интересно, мене ме интересира, кој прв го извади тоа сако? Тошо или Миле? Зеленово? Уопште тоа светлица. Па ние заедно ги извадивме, нема кој. Ние, знаеш, ние си купивме материјали, металик, некој те бара. Добро. Не, поздрави го Тошо. Не, јави себе. Абе, вака, сакаш да ти кажам? Кажи. Бившите мои те поздравуваат највише у свет. Многу фала и многу голем поздрав. Да, затоа што нема бивша моја што не те запознала длабоко филозофски. Добро што се памтите, баш ми е драго. Добро, ти си млад дечко. Тебе те памтат малце поише. Памтат. Среќа што се бивши. Да. Значи, Сакоата ги земавме, ние си купивме материјали, металик и си сложивме сакоа на Шнајдер. И нема прв, нема втор. Зеленото некако му стане имидж на Тошо, но имаме и златно, и сребрено,
Златното е 27 карата. Сребреното е не знам колко карата. И гаради. Имам ја или љакова со шлјокици, имаме такви, имаме. Пошто ние правиме пародија на гардероба, нели? И на се живо, и на тоа, и така. Кај го најдеме материјалот? Кај го најдовте? Материјалот е купен од Шутка. Не ме зафркава и брат. Не те зафркавам. Материјалите се купени од Шутка и ние се сошивме сакоа. Ќе ме Шнајдер. Ама ова е, знаеш кога е ова? Сега не знам дали ги има уште. Немогуче сега да ги нема уште. Па ќе провериш. Ќе проверам. Ќе провериш. Оти јас сум последно 10 години, секоја вечер сум у сакои. Стварно едно треба да имам такво диско. Многу си клот, мислам, ај што си клот си, него си, многу има вакви. Дај малку нешто. Еве ти ветувам. После ова идам да најдам вакво и го шијам. Го шиеш и ќе си искачаш на корзо со тоа и готово. 30 години кариера. Немаш завршено актерска академија, ништо. Никој од нас не е тоа. Никој од вас не. Добро, единствено можеби Цацко е во поп сферата со токму така Добро, на да. радио беше Новинари, на НРВ така како натаму, новинари така така натаму, натаму, да. така натаму. Но ти го извади овој лик и навистина, знаеш како, кога ќе извадиш еден лик, година, 2, 5, па и 10 ти ќе дојде преку глава. То што малерот не излезе од мода. Зошто то што малерот никогаш не излезе од мода по Тоа тебе? треба ти да кажеш и луѓето треба да кажат. Затоа што не глумиш, затоа што ти беше тоа цело време. Па сега не глумиш, не глумиш, види, ти глумиш. Знаеш која е? Ние целата наша глума е, знаеш што е финта у глума? Да не глумиш. Да влезеш ти у ликот и ти да го интерпретираш со твои гестикулации, со твој начин на говор, со твој склоп на реченици, со твој body language, со се живо. Тоа е тоа. Камера не ќе глума. Не ќе глума камера. Ако почне да се кревелиш, се гледа од авион тоа. Ако И почнеш да треба се да влезеш фолираш. во ликот. Сега, ние ги направивме тие ликови, секој си го направи својот лик. Ние имаме по неколку ликови у К15. Бане има највише, ние си ги креиравме тие ликови. И тие ликови се градени, затоа ги знаат луѓето. И што викаш, баш ми е драго, јас сум посебно ми е драго што нови генерации растат со тие ликови. Значи К15 не постои скоро 7 години. И ќе ме сретнат млади деца што нешто не биле родени, не биле планирани. И нивните родители биле на нивна возраст, ние кога снимавме, не се ни познавале. И вика, гледаме, мене ми се деси у лептокарија, лани кога дојдов, деца мали толкави. И позади мене ме чекаа лептокарија пуна вака, внатре, тераси овој кафаниве тука, знаеш. И батка се вртам толкави дечења. Викам, од каде бе вие батка? И едно девојченце, една кукла, бомбона, вика, што од каде бе? Вика, гледаме бе. Викам, што гледате бе? К15 гледаме, може да се сликаме? Викам, сега ќе легнем у тревата тука. И ме гледат од кафанија, мислат овој пореметен. Земав еден конобар, замолив од кафанија, викам, дечко, може ли, легнав со децата тука, значи поголемо признание за тоа што ние сме го работеле не постои, барем за мене. Све има свој почеток, све има свој крај. Така е. Зошто К15 заврши? То мислиш ли дека можеше таа франшиза да иде нагоре, да се Па и така можеше, знаеш, ние 20 години постоеше К15. Тоа е сериозна цифра. Ја ти кажам, у светски рамки е сериозна цифра. Да не си ласкам сега, серии што траеле 20 години играни. Нема многу, стварно. И па некако, знаеш, ни се случија некои работи што не зависат од нас. И прво ни се десија некои такви со фирмата проблеми, со ова, со она и некако так заврши таа приказка. Нема ништо страшно и ништо спектакуларно, не, Како сте меѓу вас? Одлични. Супер? Да. Одлични. Дали имаш представа, види, невозможно е тоа што малерот сам за себе да го гледаме. Не, Тоа нема мора шанси, да нема К15. шанси, нема И затоа шанси. моите прашања секогаш ќе Не, идат преку се ова- К15. Дали имаш представа колку епизоди извозевте вие? Па да ти кажам, не знам, ние имаме Едно 20 архивари, сезони те се имате? 20 сезони, 20, да. 20 сезони се тоа. 20 години, 20 сезони. Па да ти кажам вака грубо и ние не знаеме точно. Имаме, ние се чуваме архивата, имаме архивари, деца што вакви такви, па би требало да има околу 3000 скеча.
отприлика. И едно 2-300 реклами и едно не знам што све има. И јас стварно, и ние сме изветрени виши, ја не ги памтам. Често пати К15 идеше на една телевизија, ама заради својот хумор знаеше да биде жестока спрема, например, политичка гарнитура, спрема една структура на луѓе, друга структура, трпевте притисоци, дај удри на ова, дај удри на она. Знам дека имаше и некој баланс и се бараше од вас, ВМРО, ДПМНЕ, викаше, негдека таму 2010, ако не се лажам, дојдете на МРТВ, ама 30% ВМРО да ги удирате, 60% такви работи. Не, од кај ти оваа приказка тебе? Значи, јас бев у тие кругови каде што овие приказни вака ми се Нема вртат. врска, тоа е рекла, казала, никој пат не се десил ваков муавет. Никогаш. Никогаш не се десил, ни ВМРО не дошол, ни СДС не дошол, нити сме имале притисоци, не сме имале, ние со сите политичари сме биле добри пријатели. Добар дел од К15 е политичка сатира. Апсолутно. Знаеш како? И ние правиме сатира се прави на власт. Така е. Не на опозиција. Така е. Значи, кога било СДС, ние викаат овие се ВМРО-овци, кога било ВМРО-ови, овие се СДС и ништо не сме. Ние сме 20 години по 2 пати се сменили и едните и другите. Така да ние немало тенденција за омраза и за не знам што. Ние сме работеле, пази, ние сме правеле. А дали сте биле под притисок на такви условувања, дојдете на Никогаш од никого. Значи, тоа е рекла, казала, нема, еве ти кажам од прва рака. И од најпрва. Никогаш не сме имале никакви притисоци, апсолутно ништо. Кои ти се најдобри години? А1, Сител, Па нема најдобри. Тоа ни беа, Канал нас 5. телевизиите ни беа сервис. Ние како продукција бевме влезени во таа приказка. Ние само бевме продукција и произведувавме. Само ги менјавме медиумите затоа што гледаш кој ти дава подобри услови. Едноставно. Бевме сегде ние уствари. А башка како фирма си имаме селено едно 10 пати под кирија и не знам кај се бевме наеден на Сител, на Канал 5, на МТВ, на CNN не сме биле, не дај Боже. Пупус краја да е. Пупус краја да е, да. Али на РТ да ве викнеат Russia Today? Russia Today, не го знам, којето е Russia Today? Руската, на Путин. Руската. А на Путин ли е? Да. Не ја знам, баш ќе проверам да видам. Russia Today И на Путин. За таму сме спремни, 100%. Шо ме Очи на Путин, хорошо. Да. Да. А само нема виски, водка таму. Добро, тоа Ке што се има, мучиш. што има, Што да што угостиш? даш, да. Сервиси К15, распадот, политика, сега ликот повторно би се навратил. То што малерот ти еволуираше или од сам почеток, бидејќи кој ќе ги видам првите спотови и последните, нема голема разлика. Па нема. Он е умрен за риба, Да. не признава дека е папучар, али е папучар, швалерище е и нема на која нема да и се пушти, а ако ја закачи, све ќе направи само да остане со неја. Тоа што е еден урбан лузер, да го речеме. И мислам дека сите ние може да се препознае од дел од него. Скопските шетачи Па шетачи сите ние, баш сите комплетно, баш еден урбан градски лик, лузер, кој што многу сака да види да ти објаснам, а уствари врска нема. Види, ја ќе ти објаснам, ти појма немаше, уствари тоа јеби га. Да, и е добар, искрен лик, во секој случај искрен лик. Ова што кажа, тоа што не може да се одвои од К15, значи ние сме, К15 е симбиоза. Тие ликови си градевме ние сами меѓутоа и се хранеа еден од друг тие ликови. И се надградуваа еден од друг. Баш е симбиоза. А трите лика што, да речеме, основата, првите, тоа што Миле и Цацко, се комплетно различни. Врска немаат еден со друг. Ама заедно функционираат перфектно. Тоа е интересната прича. Шарена приказка е. И некако така го направивме. И така испадна. А К15, 30 години, ти што викаш, трае, како трае, значи, ние го почнавме тој проект. И сега ние пласираме, значи, наменски хумор не постои. Ја пласирам хумор. Хумор е најтежок жанр, комедија. Најтешко е да насмееш. Сите се смееме на различни работи. И прво луѓето беа збунети. Јас сум го кажал овој
у други интервјуа кои се појавивме ние, значи ништо немало слично пред тоа. Се викаат кои се овие кретени бе? Што е ова? Да, бевме навикнати оној МРТВ со перики, хумор, без веза некој тука, вамо таму. македонски народни приказни. Луѓето одлучија К15 да постои. Ако луѓето не го прифати, Македонија одлучи К15 да постои. Ако луѓето не го постоеше година-две. Ти си одлучил и ти и за тебе одлучиле да постоиш. Ако никој не те гледа, апсолутно. ќе постоиш колку ќе постоиш. Јади бурек не е моја емисија. Ако е тапа емисијава, ќе те видат 2, 3, 4, 5 и ако не те гледа никој, постои ти колку сакаш. Нема. Толку е. Но она што беше интересно е што први влеговте со некој многу оригинален маркетинг, кој маркетинг агенциите никогаш не го препозна. Јас имав неколку средби со вас и кога работев, например, големите компании како Кока-кола, Нестле, Нескафе и така натаму, никогаш не го препознаа. Они бараа нешто МРТВ, Сител, Канал 5, вестите, Прайм Тајм и така натаму. А вие вадевте, знаевте, например, па приватњаците да ве препознаат и например, не знам, еве Алкалуид, Маче, Глос. Апсолутно, Алкалуид многу имаме направено. Галичките компјутери, тоа се легендарни и така натаму и така натаму. Горска вода и за кафињи, и за зејтини, и за се живо има, многу реклами има направено. И све тоа беше оригинално испродуцирано, оригинално и многу голем ефект имаше. Интересно, голема омраза кај агенции. Дали бе некогаш би дали било омраза? Па да ти кажам, ја не памтам, еве со Миле неколку пати со Бранко. Да. Не влегла маркетинг агенција кај нас. Исто и кај мене. Не влегла. Исто и кај мене. Не влегла. Исто и кај мене. Еве сам викаш, гледани сме, така? Најгледани, најголем ефект имаат рекламите, стварно ние и маркетинг агенција не ти влага. Немаме потреба за фалење, ние Оти да имавте некоја маркетинг агенција да ви потпишеше пивара, да ви потпишеше Пепси, не се случи 50 години. Не се случи тоа. Друго поинако ќе планираш. Апсолутно. Нели? Ние циклус за циклус, тоа не се случи. А каде идат? Идат парите или по политичка насока, или идат... Стварно, не влезе. Ниједна маркетинг агенција не влезе кај нас. Значи, по сите рейтинзи, како мене ми ги продава, а ја ќе речам слободно лажат. Бидејќи сите маркетинг агенции лажат. Прайм тајмот бил во вестите. И сега зависи која телевизија, која е на власт, која телевизија е. Дали е Ситела кој е ВМРО, дали е А1 кој е СДСМ и така натаму и така натаму. А не е точно. Најгледано беше и најсмешно беше К15. Беа спортските и така натаму. Но агенциите... Ти си топ исто. Ти си гледан со години. Една реклама немам. Ќе се растрчате и ќе се распитате. И ќе дознаете. Така имавме ние скетчи. Сакам да кажам дека ми е логично дека водевте Дон Кихотовска борба, бидејќи знаеш како? Галички компјутери, АМЦ не постои, ама вие вашата реклама ќе постои уште повеќе. АМЦ и ќе ги заборават, ама галички компјутери никој нема да ги заборави. Така е. Ама не можеш ти да живееш од, како да кажам, дали ќе има ерекција Митре наредната година, па дал ќе финансира или нема да финансира и не можеш да планира. Лесно е, не знам, 20 години надвор, што викаш, устранство и за странство. 20 години овде да обстанеш, па тоа е 50 години во странство. Затоа што тој кој ќе му влезе спонзор, потпише за 5 години. И ти знаеш што ќе правиш. Многу убаво е така. Па така е. Како така не го знаеме тој принцип на работа ни. Па и ти не го знаеш и ја не го знам. И ние не го знаеме. Иако збореа дека сте политички играчи, еве се покажува да бевте политички играчи, можеби ќе останевте. Никогаш, па не. Поединечно можеби. Ама ако бевме политички играчи, немаше да постои и немаше да биде толку гледано. Ако сакаш да имаш здрава сатира, значи независна сатира, мора тие што ја прават да бидат независни. Ако ти ме купиш мене, ја не можам за тебе да правам сатира. Толку. Не мора да ми кажеш. Така. Без разлика дали правиш ти глупости или не, ја не можам за тебе да правам сатира. Ние сами се боревме на пазарот, ние направивме, тоа беше и среќа, ние направивме производ што сам се продаваше. Да. И затоа постоеше К15. Иначе ако некој стави шапа и капа на К15, онда нема К15.
Еден период добро живеевте, добро заработувавте, Види, отваравте продукции, влегувате во Ние сме инвестиции. со кредити 20 години, бе, брат. Добро живеевме, имавме добро живеевме. Со джипот не знам кај ми е, само да го најдам. Клучевите ми Во остана Австралија. негде у фиока, да. Ние сме живееле, зимавме пристојни плати, пристојна живеечка. Ние сме со кредити 20 години. Од камерата од дедо ми и монтажата. Со кредити сме цело време. Ние сме со кредити под кирија. И на крај од под кирија отидовме под хипотека. И уште не можам, тука ми е дилемата, дали е боле да си под кирија или под хипотека. Стварно не Не знам знаеш. кој е боле, магаре или змија, знаеш Баш како е. така. И тука ни се десија некои административни зезања вамо таму и некако та К15 продукција отиду у стечај и така заврши и приказката и проектот сгасна автоматски. Па ние сме К15 продукција, ние тројца. Тоа е Бранко отиде во Телма, се врза малце со USAID, они спонзорираа некој хумор кој он го туркаше. Кога таму. отишол у Телма? А збориш за вчерашни? За вчерашни. Да, добро. Јас не бев тука, беа на Ти Телма. не беше тука. Да. Цацко отиде у Влада, Добро. пеешче за чорбиче. Зашо ти не отиде нигде? Па ја отидов во Австралија. Зашо во Австралија? Па така ми се падна, бе. Зашто? Така ми се Кај падна. ти се падна влечевте Така ми се ли? падна. На Не, Заро не и сме фрлавте? влечени, не, секој башка се одлучува. Зашо отиде во Австралија? Па да ти кажам, види, ја имам некој авантуристички дух малку у мене, ја нели со гњурење се занимавам, сакав малку да сменам небо. Да видам како е. И Австралија ми се падна, бев тамо, видов и уште може ќе гледам, ќе видам. Јас сум сега тука, имав некои приватни работи. Добро? Више кога сум тука со Бане и со Владко, они го водат вчерашни новости, работевме еден циклус цел со нив. Сега сум тука, сега и да сакам не можам да одам, нити можам да дојдам од таму ако сум таму. Сега карантин таму, Мелбурн бев ја. Томако? Не бе, Бранко мој, Бане А, го викам Бане, ја, Бранко, Бранко, ти го да, викаш Бранко да, Огњановски. Бранко Огњановски, да. И ќе видам. Јас баш сакав да сменам небо малку, да откачам и отидов. Мислам, те замислувам вака. Еве, Цацко е у Влада. Он е советник за односи со јавност. Па да, нешто, он е надворешен, да. И сега те замислувам да те повлече тебе, другари сте. Зашо не те Не, повлече зошто, тебе? јас немам Не потреба бе, од тоа. портпарол на Влада. Немам ја Ама потреба не, од таква зашто? прича. Искачаш, ти држиш прес. Не се меше, бе, мали. Значи, слушај ме вама сега, зашто не те повлече? Па прашај го. Не, може некјам, може сме... Муавет, види муавет, бе. Зашто не те повлече? А тебе, зашто не те земат у Холивуд, бе, уместо Джей Лено или у Њујорк тамо да правиш емисија? Што дремеш тука, јеви га? Што се заебаваш? Зашто не те... Зашто... Секој си брка работа. Ние сме, не знам дали си чул, ние тројца сме пунолетни. Ако си чул. И секој си брка работа. Шо дали сме? Шо? Пунолетни. Сме. За тебе не знам, јас за мене си зборам. Ти си младолик вака, Ако не. си пунолетен да ти дам чај. Да ми дадеш. Ајде. Да ми дадеш. Чај од Нане. Фала и многу ти е Знам добра. дека стомак те болело. Плоската ти е у тон со сакото Да, ми се да, свиѓа, у тон си ова- дечко. Добро. Чај од Нане, ама леден чај пиеме. Да. А? Или ќе го пиеме... Не, мене ми е Добро, окей, јас сум окей добар, ти е, добар сум, добро. добар сум. Така да секој си брка работа, јас немам сега ти зашто што не те повлече, а ти зашто тогаш кога се видовме, кога те прашав, не ми одговори тогаш тоа што те прашав. Как имаш ти наградни питања, добар си, нема. $1 million question. Добро е, бе. А зашто бе стварно? Зашто бе? Зашто бе? Зашто? Знаеш дека не ми текнало и баш ќе видам од утре. Не можам сега да ти кажам, Да баш му се- утре ќе да видам му ќе се ќе јавиш видам на Цацко, Абе, кажи не ќе му, му се јавам, Јанко Јанко те- седнеме, да. Те поздрави. Да. Зашто не ме земеш да бидам портпарол на Влада? Јанко ме прати да те Гледај се. прашам. Нема. Е така, ме Пошо прати он- да те... Да. Он ќе знае дека јас шо не сум го прашал. Не, замисли го утре пресот на Влада. Кој гледа денес прес на Влада, човече? Портпаролот на Влада искача. Не знам. Врти канал. Ма зашто да не гледа? Васко Тодоров искача. Почитувани медиуми, Да. добар ден. Да.
Па ние имаме, знаеш ли колку скеча имаме ние вакви? Па значи имаш Дали си искуство. гледа? Па имаме, па најискуство. Најдобро ви е оние синхронизациите кои ги правевте Своевремено. Своевремено, да. Бранко кој се чешеше Ама по не, 3 ама пати знаеш како беше? За Порано уроци не го фатат. Порано, сега у собрание има, не од сега, одамна ева, има собранијски канал и има статични камери. Да. Порано можевме да влагаме, ова е 90-ти години, пред 2000-та. Така е. Пуштавме наш камерман. И лови чорапи, лови лови ова, лови она, лови вака, лови онака. Сега немаш, имаш широк кадар и нема синхронизација, и нема ништо. Не е Мислам, сега и забавно. не постоиме ние, ти кажав, 7 години, 2014 пред крај на 2013 заврши КП. Ај за едно 3-4 години, ако се смени власта, помине овој мандат, може пак ќе се формираат. Зошто нема врска, која власт да се смени? Е па Цацко да го пуштат од влада, го собраа човекот ни. Нема Цацко. Новечер Цацко- му влегле дома, кој што ајде, вика влада и што да прави човек. Добро бе, види, ајде да го ставиме Цацкове на мира. Ама без него нема Што се, па К15. нема да и без никој нема К15, само ние тројца може да го направиме К15. Е па да ни го еден, ни направите. двајца. Ма мене ми е идејата да го направите. Важи бе, па не си кажал бе, мали, па јави се бе. Ево, прв пат слушам. Бе, вака, кјутат и ќе дојава, мисле да направите и сега шо да направиме? Ќе направиме, како нема да направиме? Сега ќе му звонам на Бранко На кој Бранко? Црвенковски. Да ги вратиш Кој Бранко? К15. Не бе, јави му се на Груевски, имаш роаминг. Немам. Па јави му се. Немам. А Вибер? И Имам Вибер, ама немам број негов. Има нов број, не ми го даде новиот број. Е, па на него јави Му му се. останал Шо сим се картата фатил? у гепекот, Што му се паднала. фата за Бранко Црвенковски? Тоа е пред 100 Не бе, за години. Бранко Огњановски. А Бранко Огњановски, добро. Да. Него да го прашам дали може да направи повторно К15. Него прашува сега го шета куќето. Нема да ти се јави, џабе му звониш. Сигурен си? Сигурен сум. Ќе го викнеш во емисија и ќе го прашаш. Сигурен си. Сигурен сум, да. Добра е. Бранко, добро вечер, Јанко Илковски на телефон. Во живот ти се јавувам од Јади Бурек. Тука сум со Васко Тодоров, здраво. Ја промовирам неговата книга и нормално збориме за К15. И сега му викам Може да искочам од нека лама од те разумем. Да. Значи го праша Васко зошто. Да, секунда. Еве ти реков ќе го се. Значи Бранко, Да не го шеташ куќето, брат. прашува дали го шеташ куќето. Не, уште не го шетаме. Па добро. Не, вака, значи К15 не постоја 6-7 години. Викам зошто не ги повторно не ги оформите К15? 6-7 години поише. По... Добро, се извину. 7 бе да. Прашањето е дали може да повторно да се обединат К15. Сега ја му одговарам, бане, ој не ми веруе. И сега тебе те бара, разбираш? Како да ти објаснам сега, ева? Сега кој знае кај ќе се јави после тебе, еви, да. Добре. Што така сега ти кажам? Може ли не може? Да, дали може, дали имате у план такво нешто, дали сака? Убиди, у план немаме како да ти речем. Се може, може и метеор да удри, може све бива. Све може метеор да утре. Добре. Еј, Ако некому, ако некому фали К15, тоа нас ни фали сигурно највише, така да. што треба да се направи за К15 да се вратат по тебе? Шпага. Да пробате. Ти да пробаш да направиш шпага и одма го правиме. Со некои луѓе сум, не сум баш... Океј, фала ти, Ајде, извини, ајде. вака ненајавено. Ајде, поздрав. Теоретски, стално може, така да не може, ама дали ќе биде тоа у таква една еуфорија кој што беше тие 20 години да траеше? Не викува емисија и не ми веруе ништо. Бе. Дали е могуче ова? Доби некоја специјалка и така натака. Добро. Не е тоа исклучено. Бранко, фала ти, продолжувам со Тошо, му ја промовираме монологија. Ајде. Многу добра книга. Добро, фала ти.
Чао. Бранко, фала ти, продолжувам со Тошо. Пази пази реченица. Како бе вака? Што сакаше ти? Дали шпага ќе направи? Ако направам шпага, ги формираш повторно овие. Така? Еј, немој, треба вилјушкар да викаме. Немој, не пипај. Абе, не се заебавај. Абе, седи. Седи таму, ајде. Шпага. Кој ќе вика вилјушкар? Влага ли овде? биде, али К15 да се... Ке се оформи. Ја после у гипсано корито ќе лежам, али К15 ќе гледам. Ајде. Како не ти е срам, бе, тебе? Ти мене ме викаш у гости, ја ти одговарам на прашање, ти прашаш други, не ми веруваш. Не, ја те Што личи ова, бе? Абе, чекај, ја те прашувам, што треба да се оформат К15 и ми викаш направи шпага. Чекај да го прашам Миле, дали Миле Не, исто од кога се јави кажеш шпага, пред тоа не кажеш шпага. Пред тоа кој знае што кажав и ја не се сеќавам. Не. Абе, Јанче, бе. Кажи ми, што би издвоил од твојата кариера во настапите на Тошо Малерот? Што мислиш, што е најдоброто, најсмешното кај него? Ова е, види се, стварно Еве го не во можам да книгата. ти кажам. Значи, се што сум направил јас, сите текстови на Тошо Малерот, ми се мене, тоа што сум мислил, тоа сум направил. Сега ти кажам, како ти кажам, кое дете поише го сакаш? Ај Нема, добро, кажи, не можеш у нема. моментов, ќе ти дојде. Не, бе, не Ајде ми да се иде. вратиме Кажи. за у Австралија. Кажи. Што правиш у Австралија? Кажи ми колку време остана. Направив и продукција таму, меѓутоа таму другачие кошта. Па ние вчерашни уствари заедно го почнавме овде, пред да отидам ја. Вчерашни го почнавте овдека пред да отидеш. Да, значи Добро. јас бев тука кога се формираше екипата. Јас отидов во Австралија и таму направив продукција. Добро. Собрав екипа и праќав скечеви у вчерашни. Снимив едно 15 на скеча, меѓутоа таму ми беше многу комплицирано. Другачие тоа кошта. Скечови таму ги правеше кои се Тамо. емитуваат тука. Да. Добро. Па ја имам... Ти не си видел тоа? Ама, Иди на Батка Western Production, ја му праќав као репортери од Австралија, праќав во вчерашни. добро. Како Тошо беше, меѓутоа ми беше комплицирано, затоа што тоа другачие кошта и организација и се живо. Бателив, тоа работев се и се што, живеев таму 3,5 години. Што работеше? Свашта. Шо По е фабрики, по магацини, по се живо. Етикети, лепење и утовар, истовар сум работел, се имам работено. Вау. Многу ми ќе изненадиш со ова дека Васко работел такви работи што се вика... Се живо. Немам ја проблем со тоа. Не, знам дека ти си окей човек и твоето его нема едноставно немаш такво его кое би те засрамило дека Не. да се зафатиш Нема, и за не, физичка не, работа. не, И какво е твоето искуство од таму? Па ти Ето кажам, бев послаб малку, пред да дам тука. Значи, убаво искуство имам. Кога работиш физичка работа, пошланг бев малку, сега сум на 10 малку. Не е страшно ништо. Зошто беше посланки, модели? зошто си 10 Па затоа што трошиш калории на кога работиш физичка работа. платено? Многу работев. Платено и тамо е рецесија, и тамо е чудно. Платено да живеачка, толку. Ништо спектакуларно. Сега сменето и тамо. Барем луѓе што ми кажуваат, јас не знам Австралија како било, порано било другачие, сега било другачие, не знам што било. Океј, види, значи капитализам машина исто како по Европа. Ништо различно и ништо Врти се, че овде спектакуларно. најдобро се живее. Па види, мислиш во Македонија или во Да, Европа? овде, во Македонија. Па не, треба на вага, знаеш, ке земеш аптекарска вага, тоа што го има овде, тамо се вика научна фантастика. Тоа што го има таму, Тоа овде се е видиме, научна фантастика. Па не до толку. Поише е ова научна фантастика за тамо, него тоа за овде. Малку поише, вака на вагата е малку тасот. Што е тоа? Па ништо. Ја и ти да се договориме за 15 минути да се видиме, да седнеме со пијачка. Преку недела. Тоа се вика science fiction. Не постои. И да си јак и да сите нешто работа, сите бркаат работа. Таква е шемата цела. Пази, Никој за никого нема капитализам е таму. Никој за никој, све е тоа. Трчање. Мелбурн е 150 километри. Ја не разбрав што е тоа Мелбурн. Има еден букет згради, тако звани Сити у центар, другото е се влае. 150 голема површина е тоа. И ти си удрачево, ја у кичево. Видиш, и да се договараме 4 месеци да се видиме и ќе се промашиме најверојатно, ако не се промашиме. Да, и тоа.
И како беше куќа посо, тој што пеше. Екран. Па така некако ќе му дојде. Сега на некому паше тоа, знаеш, некој се нашол у тоа, некој не се нашол. Зависи секој, Прв пат отиде во странство да живееш, да Да работиш? живеам, да. А иначе сум шетал по Така, странство. за Многу, шетање. многу е тоа различно, кој идеш туристички, која си во системот. Така е. Небо и земја. И сега, споредено со системот таму, споредено за тука, уште ли си со една нога ваму таму, еве велиш, не знам дали ќе идам, може ли ќе идам, може знам. не. Значи, не размислувам сега у моментов, затоа што и џабе размислувам сега у моментов. Како бе џабе И- размислуваш? Па џабе размислувам затоа што еве сега сакам да одам. А добро, зборам за Како план, да одам, размислувањето. да е пливам план. до таму. Не, Да размислувам, не размислувам. Ја не размислувам многу, не планирам долгорочни работи. Значи, А, како ми така. дојде. Да. И тоа е окей да ти кажам. Тоа ми е окей, полесно ми. Сега ќе планирам до година ќе идам на 23. А разочарувањата Јануар- се огромни тогаш. Да. Како? Е, Зашто? Кога луѓе планираат да. на долго, најчесто се зезнуваат. Прво да видиме дали ќе сме живи. Да, Еби вика га, краткорочни планови, Краткорочно, за да можеш... ти планираш малку генерално нешто у тој правец, овој правец, ама дека нешто така ќе се деси до година у јуни, ја што планирам, нема грешка. Ќе се договориме. Нас кој ни вика, се ми текна, нека 15 продукција, нели, работиме тоа све, и доаѓаат некои странски организации, вакви, онакви, вика, некој истражува, па вика, кај гледате вашата фирма за 5 години? Јас се утепав од смеење, ние се утепавме тројца од смеење. Вика, кој 5 години, бе, девојче? И 5 месеци не може да испланираме. Кај гледат? Вика, како немате 5-годишен план? Американци некој бе. Вика, волем те. I love you too. Fuck you too, Кај се гледате вика. вашата фирма за 5 години? Баш би сакал да знам. Да. Тоа е. Ти кај гледаш твојата емисија за 5 години? Ја не знам за 5 месеци Па каде. така да, исто. Исто. А исто да. Значи Тоа е. така беше и со К15. Ама не со се е така. Ама не види, и у Австралија ако те праша, и у Америка нека те праша, исто е и тамо, нека не раскажуваат они приказки, што за 5 години си отворил фирма, било што, си кај гледаш за 5 години, имам ја план, не важи тоа нигде. Нека не е тоа, не е многу поразлично. Како вика една поговорка, вика, ако сакаш да го насмееш Господ, кажи му ги твоите долгорочни планови. Така е. Ке се утепа од Се смеење. пажа. Цепки. Цепки. Што со К15 меѓу останатото имавте и неколку проекти, еден никогаш не го посетив. Тоа беше Тутуноберачите. Да. Идеално Проекти. беше проекти. Проекти, да, проекти. Тутуноберачите беше проект пар екселанс. Супер беше. Супер беше. Стварно беше добро. Зошто бе тоа да Малку пропадне? време работеше. Вие сте такви фаци, бе, мислам, Знаеш зошто, тоа не ми е зошто јасно. треба да пропадне? Зошто угостителство кај нас... Пази, за угостителство треба фаца да си некој. Стварно препознатливо, бидејќи сите кафани, у сите кафани имаш Джони Вокер, у сите имаш плескавица шарска, у сите имаш лети и така натам. Она што ја кажам. прави кафаната, шоте ја прави кафаната. Точно. То што ја прави Шота кафаната. ја прави кафана, сега ќе ти кажам. Ќе го Тебе викнеме гледаш, и не си Шота држал, у емисија. викни го. Шота е одличен лик. Уствари ќе го правам Сега кај него ти кажам кафана. зашто. Кафана, ние отворивме кафич, убав беше, нели све тоа, и пошто ние работиме продукција. И даваме да го работат други. Ако не си тамо, ако не го работиш ти тоа, кој сакаш биди, треба да си 24 сата тамо, Така. на очите крадат. Ако не си тамо, крај на приказката. Поштено? Поштено. Да знаеш, нема газда. Газдите, кафаната се вајале ќе дојдеш прв, ќе си одиш последен вечер. И ќе гледаш, не живели. Нема живели, на каса тамо. Да. Ако сакаш. Тоа е тоа, ќе даеме, а менаџер ќе земеме, овој ќе земеме, оној ќе земеме, овој нема врска тоа. И работевме 3,5 години и на крај пред да затвориме фалеа 800 пива за 2 месеца, меѓу другото. И викаме, тој ги прашам, тие представам, викам, дечки, пивате, кај се, па викам, вие пиете, кој пие, бе, викам, 800 пива е шлепер, видиш, нема. Вика, кај се, не знам. Ни гајби нема, ни флаши нема, амбалажи нема, ништо. 800 пива ги нема. Ги снема.
Разбираш? И меѓу другото и снема и други работи и викаме ова не така, пошто ние бевме тамо, немаш да си фотомодел у твој кафич. Не постои тоа. Што работиш сега? Сега моментално ништо. Со вчерашни работевме и чекаме да видиме дали ќе има уште еден циклус. Тоа ни е фокусот. Еве да ти кажам, 5-годишен план. 5-неделен план е тоа, да. Не 5-годишен, баш 5-неделен е. Нема ништо од USAID, ништо не пуштија. Па не, ќе видиме, конкурираме, тие се фондови разноразни, циклус за циклус оди тоа. Се конкурира, Владко е тука главен. Владко Огњановски. Брат му на Бане, он ги брка тие работи, конкурираме. Конкурираме, ќе видиме. Сега глува доба, август. Никој нема, ништо нема. Септември ќе знаеме. А не те чеша ти да отвориш некој локал, твој кафана, Не. кафич? Не ме занима, јас сме држале, јас и пред тоа држав Виктор Викторија. Ти го памтиш ли Го Виктор памтам. Викторија? О. Малце го држав пред да се затвори со еден пријател. Чекај, ти збориш за 80-ти години? Не, 90-ти. Виктор Викторија 91 отворен и се затвори 97-ма. Ја имав Ацо печатен Конга, некој. Бог да го прости. Бог да го прости, Бог да. да го прости, другарче моја. Тој е првиот джез клуб, позај Свети Димитрија, знаеш. Да. Сега е кафана, се вика така. Мал Алтан, не знам како се вика, да. И не сум заинтересиран за угостителски момент. Зашто не знам да го работам тоа. И не се закачам. Поштено. Поштено. Па не може све да знаеме. Не. Па не може. Строго те интересира ова да продолжиш некоја со ликов да го... Па ликот не е битен. Ова сега имаме нови ликови. Овие више не играат у вчерашни. Значи Така е. тие ликови од К15 не играат. Не, Јас и тоа се нови ликови. Да, има деца нови, прекрасни што имаат, градат нови Одлично. ликови, веќе се изградени. Ние сме пратечи вокали. И ние се појавуваме, а со други маски, со друго нема тоа Тошо, нема ништо, нема ни Миле, нема Цацко, нема ништо, има нови ликови, се изгради убав проект е. Ќе отераме, а иначе Тошо као Тошо, мислиш у тој фазон нешто? Ќе видиме. Здрави. Не доби никогаш понуда за некој филм, некоја серија, нешто така да се појавиш? Па филм имаме ние играно у Балкан Кања и Во Бане. Балканка знам дека се Да, појавувате. Толку беше Толку. тоа. Толку. Бане мислам дека кој се појавил у Преспав, не сум сигурен. Бане не знам дали се појавил у Преспав, мислам дека го викна Не сум гости. гледал Преспав. Па тие се Извини. двете, вчерашни и Преспав. Толку е од продукција у Македонија. Толку од продукција. Србите снимија 200 серии, 500 филма. Ние кај нас ова е тоа. Тоа Ние е причата. уметност продаваме. Што никој не го гледа. Баш ми е драго. Многу ми е драго. Баш ми е драго. Да. Ама тоа е со години. Па, знаеш Не како од им сега, викаат на тоа академија? многу Не е години. важно дали има публика, важно уметност. Имаше конкурси, сега ќе те подсетам за теми за многу детно семејство. Имаше такви конкурси. Да, Ако да. напишеш таква песна, ќе добиеш пари. Така е. Така ли е? А- Така беше. Така беше. Така беше, да. Е. Тоа е. Ти идеше не да пееш, туку да работиш на случајот. Па ни тоа, ни тоа. Пошто ни знам да работам на случајот, ни знам да пеам, ништо. Јас се тргнав од тоа и не пипам у ниједна варијанта. Да. Слушај, иако вака као градски урбан лик, колку и ти да се делуеш овакво, ти си контра на Тошо. Тошо Малерот е контра на она што е Васко Тодоров. Значи, Тошо Малерот е папучар, не може женска да фати, се лигави, ово, оно, ваму, тамо. In real life, Васко Тодоров е еден од најпосакуваните ергени во градов. Ова Ерген, што ќе пиеш? Ергенов те поздрави. Па Ерген Ние сме второ полувреме. Ја нарочито бе. Ти си дечко каков Ерген бе. Што бе, дечко? Фала на комплиментот, дечко. Јас сум втор продолжеток бе. Ергенов 100 години. Ерген. Фала дечко, ќе те частам после. Како ти беше името? Да. Запиши. Да запиши. Запиши. Да бе ти напишам една посвета. Ајде бе, пиши една посвета. Дај бе, мамо. Дај. Слушај, Ова е за Режија, тебе книга. ајде додека он пишува, пушти ти- еден спот и направи една пауза, а ние да Дај. свариме ново чајче, па ќе продолжиме со Дај, мамо. разговорот. Опа. Ајде, пиши таму. Чека да ставам наочари малку, јас сум ќорав И малку. ќор си и ти. Па како Ерген, Ставај- нели? Ти ми ставај, кажеш сега Џони, Ергенов. Ерген си. Чека Ергенов да извади диоптер Слушај, малку Џони, и да... Џони, не се фолирај. На стари години го гледаш ли Игор Џамбазов?
Ке рипа у тавче, кај да е? Па ако да е. Па ти што мислиш? Па ние сме комши, ама Игор живее у пониските згради. Јас сум у таа што се Идеме како е повисоко, не те фаќа, а? Не те фаќа. Еве, немој вакви дебели да ми даваш. Ајде, чекај, не. Како мене дебели. Васко Тодоров. Ја добив и посветата. Да, тебе те даваат прв кадар као да си домаќин у емисијава. Се Па да не несум. Па да не неси. Овој ти е многу дебел за посвета. Ке си земеш друг кој ќе ти даде некој со книга. На големо на Шо? ака на големо ќе пише. Ама нема место бе, мала е книга. Еде ја. А се познава ли? Се познава. Се познава. Се Да. познава ли? Се познава бе. Се познава. Да. Колку отпечати тираш? 2000, значи јас имам договор подпишан ти кажа Колку професионалци отпечати? невидено. Па они отпечатија, ја не отпечатив ништо. Колку отпечати? 2000. Ти дали си алал да ти е? Они одлучија. Браво. Јас не се мешам. Они се професионалци Кога невидени. излезе книга? Па нема ни 10 дена, 7-8 дена треба да е. Што 10 викаат? дена. Да ти кажам, Литература има и интерес. либрис. Има интерес и баш ми е драго. Да. Они имаат, значи многу се јаки дистрибуции, имаат и све. Отворија нова книжара у Сити Мол. Горе на трети Да, спрат. ја видов. Светска приказка е тоа. Браво. Тоа не е книжара, тоа е салон. Многу се професионалци. Тоа се едни дами, женски ја водат целата прича. Газдите се газди. Даре и Цобе. Меѓутоа главниот уредник е Бранка, десна рака Мира, има дизајн Анета, Андријана PR, Значи, и така натаму, и така Класика натаму. за Тошо Малеров. Значи, Само жени свака част. те работат. Секоја чест. И имало интерес ми кажа, а јас не пратам и во социјални мрежи, малку сум, не малку аут, не ме ни... Стварно, зашто си малку аутал? Па не ме интересира, бе. Зашто бе, брат? Па наместо древам на Фейсбук, ја си земам гитара малку, си посвирам. Ти Стварно знаеш не да ме свириш занима. гитара? Ја дали знам да свирам гитара? Ти Да. дали си тачен, бе? Ти знаеш ли Димарзио Магнети, Стратокастер, Фендер, да овер, А ти знаеш ли драйв? кападастер за Фендер? Си чул за кападастер за Фендер? не сум Што чул. е кападастер за Фендер, знаеш ли? Кападастер, тоа е она ручката, кападастер. Не, тачно, тоа е тремоло. Гледаш, ти свириш гитара, бе? Не свирам, јас сум Значи, на бубњеви. врска не, абе не се закачај, бе, не се пипајте, бе, вак, боже, види, бе. Да се закача, а не знае. Кажи му не, кажи Ајде ти му кажам на тебе. не му кажи му, Не молим се те. пипај. Што, Димарзио, имаш ли магнети? Немам да мрзио А магнети. вак имаш ли? Па што свириш? Вак, бе, джесли? јас свирам, не, ја немам папучи, тоа немам ништо, јас свирам директно у миксета и свирам клин. Тоа се вика чисто, значи од англиски превод е клин чисто, да. Сите мои loudness, гитари, без- сите мои гитари што ги свирам ја у дуо трио, ние имаме песни. Добро. Многу, преку 20 песни, сите гитари што ги свирам таму се клин. Од миксета директно. Златен јазик И има, немам- не клин, овер, Тачно, драйв, ова, тачно. она, вамо, таму. И митесер, и лоđија и жардинјера, и абажурот отиде. Нема. Тоа е. Со пењарот. 2000 многу е амбициозно и Па стварно не е добро амбициозно, издизајнирано. значи, тоа е Многу е добро нивно- Тоа издизајнирана е се книгава. нивна заслуга. И викаш дека на социјални мрежи, а и јас според реакциите кои ги добив кога те Да. најавив денеска за помалку од 6 Да. сати, експлозија од реакции, Баш ми е супер, драго. ово, она, Баш вамо, ми е тамо. драго. Ова е едно фино четиво, ова е релакс на сео што ни се случува, нели, у светски рамки што ни се случува. Што Вамо ни тамо се баш случува е во едно. светски рамки? Па ништо не се случува. Тапа е. Зборам за активности, зборам да се расположиме и така натаму. За тоа зборам. Што ни се случува? Кога ти знаеш што ни се случува? Ај кажи ми што ни се случува 2020 од март месец наоваму со полициски часови. Еве и ти викаш, беќар си, млад си, од вчера си, ама памтиш некои работи од завчера. Си видел ли прилика. некое слично време и како го доживоеш ова? Види, ова е, пак ќе повториме, светски рамки, нема тоа врска со нас. Ние сме па најдобри.
Ти кажав ја преска за Мелбурн што се дешава, ми се јави пријател тамо. Тамо е карантин, затнати се луѓе. Не може да мрднат у Мелбурн. Значи, ние сме тука, може и нас ке не затнато цепење. Значи, не знаат што е уште. Се, дали е, не, заговор било, не знам што било, цела Америка гледа што е, што се дешава. Европа и Италија прво, нели, почна. Не знаеме што е. И нема прајање фраери. Те прашувам, како го доживуваш се во ова? Пази, седиш, мораш да си заклучен, психоза е бе човек бе. Абе е. Те држат на страв, не знаеш дали имаш... Кој те држи на страв, бе? Кој те држи на страв? Кој е тој што те држи на страв? Па информациите што Па ти информациите, ама ние сме филијала, ние сме пред градија, не сме ни град, бе. Цел свет е у хаос. Океј што е цел свет. Па ние само гледаме и слушаме. Не сум надвор од светот. Ние сме, значи, продолжени да гледаш како ќе ти јават, ќе ти кажат нешто, тоа е превентивно, никој не знае што е. Може некој знае, ама не кажува. Ама не е тој овде у Скопје. Не знаеме што е. И чекаме да видиме. И не се закаче, не мора орото, не мора се љубиме по семафори, нели? Малку. Тоа е тоа. Што да правиме? Сега искоче дека џабе сме били у карантин 2 месеци, така? Еверо. Епа добро да, ти како ќе одлучиш ако требаше да одлучиш? Например, еве те прашам тебе. Поима немаш како ќе одлучиш. Ајде да одлучи. Ама да треба да одлучам во име на милиони. Во име на кој милиони? Ние сме 2 милиона. Одлучи бе, одлучи. Одлучи. Ајде да те видам одлучи. Ајде изволте. Држи ги за 10 случаја, држи ги 24 сата карантин цел викенд. А сега за 3 цифрени бројки као да нема ништо. Молим лепо. Може пак ќе не стават. Еве ти го Мелбурн. Ти го кажав преска Австралија со војски, со полиција. Знаеш што се дешава доле? Не може да мрднат од дома. Ако ти дојам ја на гости, $1,600 е казна за гостинот, а 2,600 е за домакинот. Сега сум ти у емисија дојден, ја и ти сме 1,600 и 2,600, колку ќе му да е? Ефтино ќе не фати емисијава. 4,200. Ништо. Што е тоа за една емисија? Ништо е. Не знаат што е луѓе. Сега ти, знаеш, ти дискутира, абе нема врска, ова лажат, ова вака било, онака, не знаеме што е, кажи. Полека бе ручна. Не ми свири бе вака као на женска. Не на женска. Чикс. Як се направам? Чикс. Кажи. Не зборам за тоа што донеле како закон. Како ти го доживуваш ова? Ова не може нормален човек да рече, не, добро, тоа е тоа. Ај, пак ќе ти кажам, иди у Америка и прашај ги како го доживуваат. Тоа иди у Австралија, прашај го доживуваат. Сите не го доживуваме тоа. Ти значи, како не ми е убаво, тоа ме не е убаво, бе, па убаво ли е? Не знам, те прашувам тебе. Ти кажам, почна ми прави кејф. Мене лично. Ај сега ти кажи за тебе. Што ти прави кеф? Карантин. Права ствар. Зошто? Ми легна некако, не знам зашто. Што ти е убаво у карантинов? Топ да не може да искачам нигде. И топ ми е. Без кафани? Без кафани. И што правиш дома? Пијам, сам. Нема. Што пиеш? Што да е? Што има, ќе видиме. Да. Чај, нане, Например, шуруп, нешто, шуруп, да. Шуруп, да. нешто такви работи. 2 апчиња на сабајле исто бапнеш Да. и после шуруп цепаш. И после Да. шуруп цепаш. Да. Добар си со здравје? Коректно. Коректно. Знаеш како викаме ние, наша генерација, ти си помлад од мене. Ти си мал јеби га. Леле, мајко моја. Што Колку имаш, пиеш? бе? Колку имаш, бе? 10 поише од тебе. Кој бе 10 поише од мене? Јас? Која генерација си? 62. Дај, стварно што пијам? Ја го мислев овој матурант. Дечко, нешто пиеш и бакшиш нешто после кеш, остај ти што пиеш. Ти реков бе, Да, јас бе. сум најстаро од ова, бе, најстаре магаре сум од сите. 6 и седиме, викаме, Јас сум слушай. 6 више Епа, цепам. слушај, друже, на толку гомна изедени и не сме така лоши. Ще видиш како си со здраве. Добри сме. На толку. Добра е. На толку Какви има? искрка. Тоа е мојабетот. Ти си 69-то. Не, 65-та, виж. 65-та. Ај, шо ќе пиеш ти, после ќе дам ја бакшиш. Бакшишот, Стај ми, бакшишот ќе... стај ми од тврдата вода. Ја и ти сме од исти кластер, така? Од Добре, исти кластер добре. сме. Ајде, да си жив и здрав. И така да тука сме.
65-та сум ја. И убаво ти е, без кафани, седиш дома, не искачаш, гледаш вести. Шо гледаш? Не гледам вести. Шо гледаш? Се само не вести, не знам што... Знаеш што гледам највише? Шо гледаш? Снукер. Озмено ти викам. Те смирuje онак. Снукер, гледам и си го изнаглев кога беше карантинот. Јас сум навијач, голем фан на Џоковиќ. Добро. На Новак. И си го изнаглев Џоковиќ и ми викам, доаѓам, кој се гледаме со луѓе, викам, вчера го гледав Џоковиќ, викам, тепаше 2012-та. Го искрши тој. И у финале 2012-та, вчера гледав, го искрши тој. Да. Тоа гледавме репризи, што да гледам. Штета што не си по фудбалот, ке се радуеше па малце не сум многу на по фудбал. Барселона. Гледам фудбал. Бајер. Барселона, Байерн, да бе, тоа било, што било тоа, 8-2... Ракомет игра. Ракомет или кошарка. Ракомет игра, на слободни фрлања, Викторија. Браво. Што гледаш? Па ти викам, спорт обично гледам. Спорт. Документарна програма? Документарци, History ми е омилен. Да? History, да, тие ги Порнхаб обучавам. тие оние Ги немам човечка тие, ги немам тие анатомија, Pornhub, ги немам Pornhub. Не Ги си. немам Pornhub, Добро. али прва прилика која ќе ми уклучат, ќе ти раскажам некој филм, ќе ти се јавам. Ми раскажа Дали ќе се бившите земат? што се запознале Дали ќе со се тебе, земат? те испофалија највише у свет. Ма немој. О, брат, многу добар глас те бие, свака част. Јас само Немај среќа... вакве муавети Да, овде на телевизија директно. А, така ли да не? Срам те билове. Добро е, добро. Дајде, Јас бе, сакам што? само да кажам дека повторно дека Васко Тодоров е спротивност во живо, Да. е спротивност од Тошо Малерот. Он е шармантен, жени му паѓаат на колена, му чистат. Не е тачно. Глос Кој- сами си купуваат глос, Да. му пеглаат по дома, молат, ама он сака да гледа Џоковиќ 2012-та. Да, И вика, како марш тепа. тамо. Како тепа. Како Гледај тепа. сега, мамо, ти викаш со спротивност. Значи, една анекдота ќе ти раскажам сега. Ајде, не една, Тоа раскажи што ми па повеќе. ќе видиме ако што ќе ми текне. И К15, нели, цепам и реклама некој нарочал, не се знаеме со него и доаѓам некој ново компонован 50 метра канцеларија, не знам, махагони, не знам ово, не знам она, негов портрет позади. И не се знаеме, викам добар ден, викам сте барале реклама од К15. И ој ме гледа мене, вика па ја те знам тебе бе. Па викам добро, баш ми е драго е, не се знаеме, од телевизија, нели, од емисијава. Па ме гледа кјути едно време, вика, па ти си најглуп, ми вика. Викам, тачно е тоа. Па вика, што те пратиле тебе? Гледам, викам, види друже, викам, ние сме, викам, екипа и сме устрелци и викам, обично се договараме кој да оди на состанок према нивото на соговорникот што треба да се сретнеме со него, викам, така да мене ми се падна со тебе, му викам, да. И тука збунка малку, дај ме гледа. Вика, што ја глуп сум, викам, ја не реков дека си ти глуп, викам, ти рече дека сум ја глуп. Мене ми се падна со Викам, тебе. друже, викам, нема реклама сега, викам, али викам, мора да ти кажам нешто, викам, колку голема заслуга имаш ти за К15, не си свесен. Вика, зошто? Па викам, да немаше вакви као тебе, ја немаше Тошо Малерот да го направам никад. Главна инспирација ми се вакви ликови. Да, Сакам ново да. компоновани Па парајни не ново компоновани, не, види. Тошо е пародија на све, градската прича е ова, значи сите имаме у Тошо нешто. Како не? И ти имаш, и Имам- ја имам, и сите имам имаме по нешто. 30% Тошо, ја, Имаме минимум. по нешто. Имаме по нешто сите. Урбан лик таков што види, сакам да ти објаснам, а везе немај. Јазик се вика тоа. Ја доби рекламата? Кај Не, тој? не се договоривме, јас станав се отидов. А, стана си од... Па нема што. Па види, ја на тој, луѓето се соживува, викам сега на вој да му го донесам тој дечкато што го игра Спајдермен, може ќе го тера да се качува по згради, знаеш како. Кој си Спајдермен? Да, те видам. Нели? Што имаш други анекдоти вака од снимање? Анекдоти. Со... Па има еден куп се од снимање. Не знам што анекдоти од снимање. Или Не онака фаќале- надвор од снимања, вака што си ги доживувал со луѓе, со средби. Овие што со жениве, ми интересира жениве како те доживуваат. Имав јас сега ги ти кажам една анекдота. Таа сите мои пријатели ја знаат, многу пати сум ја кажувал. Јас нели гњурење нема вези, сакам добри риби. Из дома си правам аквариум, кој живеев во Карпаш 4, морски.
се преселив у Козле, нема место за голем аквариум и ставив кугла, златна рибка. И едно време рибкава почна да ми плива косо, вака, и грбно фаќа, не е уредо риба. И му сеам на тој аквариумџијата и му викам, не ми е уредо рибава. Се секирам јас за риба. Вика, слушај, вика, ќе идеш у аптека, ќе земеш флажил апчиња, овој нема лек за тие рибки, овој покушават со аспирин, со прокулин, со не знам што. Флажил и вика четвртинка, вика, ќе земеш апчето, ќе иситниш, вика, ќе ставиш у водата и нема проблем. И ја идам у аптека, една млада, фина цура, и ме гледа, викам, добар ден, викам, флажил апчиња, и она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат? Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам, за рибата ми се, викам. И она ме гледа, вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш, нема. И ја гледам и уклучувам од тој момент и почнам да се смеам, викам, девојче бе, ако пие рибата, викам, зашто ја да пијам бе? Мислам, не. Викам, девојче, викам, за златна рибка ми се. Добре бе, на сите им се златни. Па ти, па виш. И она, ха-ха-ха, ја глуп, ха-ха-ха, нема везе. Да, бе, да, и пријатно е, флажил. Ова треба у книга да го ставиш. Па, треба. Треба да издае. Слушај, после ова дефинитивно ќе треба една автобиографија. Оти, тошо, ова е, ако е ова Тошо Малерот, а има многу, рече чуваш многу сценарии необјавени. Ако ова добро помине, како што има најава ќе помине, ќе иде и втора книга и така натаму. Ама Здравје Боже. Здравје Боже. Време ли е за автобиографија или уште имаш оние тајни документи кои не смеат да бидат објавени? Ја мислам дека нема потреба од автобиографија. Јас не осеќам потреба за мене. Не е опасно, него не гледам потреба. Не е опасно ништо. Затоа што тоа што е опасно ја не го памтам. Изветрен сум. Така да нема секирација на таа тема ништо. Изветреани сме. Како си изветрен? Така фино е. Ти нели си бе? Сум. Па што? Ама ја никој не ме прашува за автобиографија мене. Па мене никој, ти си прв што ме прашал. Еве ја те прашувам тебе, да си врати ме. Нели викаш тура, примаш тура, нема. Ке се вакцинираш ли за ковид? Јас сум вакциниран, виш. Како се вакцинираш? Па касните, па не знаете, па за тоа гледам како е засекиран се, па се вакцинираме, зашто? Од кога, мислиш, која има дата некоја? Нема. Кога ќе изведат вакцината? Па излезе руска вакцина, русите извадија вакцина. Па ја мислам дека кога ќе изведат вакцината, више ќе имаме прележано сите. Кој преживеал, нема да има проблем. Од прилика така ќе му дојде. Руси извадиле, да, јас слушнав дека русите извадиле. Нели викаа нешто нова година? Па зашто да не? Ти? Не. Зашто бе, не им веруваш на руси? Не, верувам во својот имунитет. Ти си со американци поише, така? А на руси не им веруваш? Американци ако извадеа, ќе примеш ли? Од Бил Гейтс ќе примев. Гледаш, одма, сами се издаваат, како да ти кажам. Проамерички тип. Да, Кога дојде ја виде американската застава, како ни се вее овдека пред телевизија. Ја видов. Виде руска застава? Не. Па не знам, да не ти ја од позади. Од позади не ни е. Позади не ти е добро. Ние да е може ништо немам од позади. Не те секира оваа цела ситуација, прилично си ношалантен. Баки, сите не секирав, што да правам? Нели преска се зезавме шпага, што да правиме? Тоа е вега. Стој на раце нешто. Ти ли шпага да Звезда, не се закачај. Не се закачај, не ме знаеш. Не се пипај. Значи, се секираме. Сите сме се секирани, нормално, неизвестно се, што не знаеме, пази ова. Ај, здравие е прво, нормално. И со дали ќе функционира економија, работа, живеачка, не знаеме ништо. Баско, Тоа е, кажи. Ке тераме мајтап саат 2, ке не гледаат луѓево, Да. ке се расположат. Да. И после тоа ке пуштат, Сител ке пуштат, Канал 5 и ке потонат пак со вестите. Што би им рекол ти на луѓето? Еве, како ти ја задржуваш таа ношалантност? Чајот од нане ли помага? Што помага за... Не помага ништо, не е ношалантност. Па и ти си окей, бе, зашто се подценуваш? И ти си ношалантен. Мерси боку. Па што? Аншанте. Ношалант. Муабетот ми, што би им кажал на луѓето како да
како да ги пребродат овие работи. Бидејќи ова е една Нема општа совет за психоза, ова. бе, човек. Нема, па Ова е сериозно. психоза, Ова дефинитивно. и Пази, деца сите ќе не страдаат. погодило. Сега, ја и ти да не изиграваме, и нас не погодило, да не изиграваме Супермен и Бетмен, ја и ти овде. Нели? И нас не погодило. Што да правиме, бе, брат? Сакаш да кажеш Што да правиме? Тоа да не се тоа е. нервираш за работи кои не можеш да ги Пробај, смениш. пробај. Пробаме сите, покушаваме. Мање више, ко мање, ко више. Тоа. Кој како го погодило, некој материјално го погодило, некој психички поише и психички и материјално, некој сите не погоди на различни моменти и сегменти. Васка, ја у 20 години кариера, уша од 100 тројка ме знаеш, спортските знам, преноси, да. животот ми истера, кај што ми истера, вака или онака се исполитизирав, како што се исполитизирав и не можев да го одбегнам тоа. Добре. Како успеа ти да не се исполитизирам. исполитизираш? И како ги доживуваше сите овие години? Македонија последниве 10 години големи турбуленции доживуваше. Имаше една власт која беше многу јака, многу тврда, имаше една голема борба помеѓу власта и опозицијата, општеството поделено, тие години веќе и ми се чини дека тогаш и ти пукна филм па отиде или Па не, ми се Како собра ги мене дожи- и со тоа што и ни со се лично, случи и со фирмата, ние отидовме у стечај и се тоа, значи нема врска тоа со никаква власт. Нашто ни се случи, да речеме. Не, К15 не страни зборам на дека страна. си прогонуван или- Але не, никој ништо. Како го доживеа? Јанко, значи, јас ретко коментирам јавно уопште и приватно не коментирам за политика и за политичари, затоа што не знам што се дешавало. Не знам, јас сите ги знам, значи сите што биле премиери и председатели, ги знам и сме се дружели, сме биле добри пријатели и уште сме. Јас се дружам и сега на телевизија, знаеш, овој Јанко украл 100 милиона, Васко украл 200 милиона, овој Гуте Палоно и сега јас се зимам со резерва тоа. И за мене имало, знаеш, ја ќе отидам, за тебе се збори, викам, за тебе знаеш ли што се збори, бе? Викаш што? Викам, не кеш да знаеш, така да не се закачај, мислам се. И вестите ги направија, знаеш, се исподели и новинарите и вестите и не знаеш више што да веруваш. Стварно е така е. Чувствуваш дека се Сега, случи ово е една јасно. поделеност во општеството на тоа таа патриоти, Па, прогресивци, нема врска. Да, името го па даваме, ние не сме го имали, даваме. ќе ти најдеме на скеч да го видиш. Вие имате едно 100 скеча за името направено. Така, и за името, и за Презимето. патриоти, и за булјаши, вика, ние седиме, вика, ние сме патриоти, а овие се булјаши. Добро, или обратно, не е битно. Сме имали такви, ние правиме пародии на тоа што се дешава, да им кажеме на луѓето дека, да бе, мислам, ние сме куќен совет, бе, друже. Толку Ние сме сме на број. пред градие. Спремај да Сега седне. на нас пат, сега, знаеш како ќе кажат, македонскиот председател се сретна со неговиот кинески колега. Како бе така? Нели? Нема. Како бе така? Со колеги бе, а? Абе, колеги. ние сме 2 милиона и многу малку ни треба за да и сега партиски, вакви, такви политички причи. Јас стварно не ги знам и не сакам да коментирам затоа што не знам. Не можеме да кажеме, еј, знаеш, ово е оваков, а ово е онаков. Не знам. И ти не знаеш. Ти знаеш? Ја можам само да се фолирам дека знам. Па не знаеме што било и како било. Зашто имало милион приказки што биле диаметрално спротивни на тоа што биле пласирани по медиуми. И немаш да знаеш. Ајде додека да извадиме некоја нова додека да извадиме некоја нова анегдота од тебе, Мислиш стара. нова, Ова што не е кажано. што не е кажана. Да. Идеме со еден скеч интересен твој, кој може ќе ти инспирира. Ајде. Баже, пуштај. К15! А сега, дами и господо, нашиот председател!
Почитувани станари, драги комши и вие, драги гледачи, крај малите екрани. Идентитетските одредници се работи за кои што не сакаме или уште попрецизно не смееме да разговараме. Така е. Ние сме булевар Македонија број 1, а не кула 10 како што некои наши соседи тенденциозно не нарекуваат. Во оваа зграда сите живееме од кога постои. Пазаруваме во исти пилјари, фрламе ѓубре во исти контейнери, со сите од наше мало и гајме добрососедски односи со цела општина и покрај лажните тврдења дека нашата зграда е дивоградба. Непобитен доказ дека не е дивоградба е нашиот најнов имотен лист, не постар од 6 месеца. Така е. Се надевам и верувам дека доколку жителите на соседните згради реално, а не декларативно покажат подготвеност за решение на наредниот самит на председатели на Куќен совет и очекуваме да има разбирање и почитување на она што е елементарно, на она што почива денешниот поредок, на правото на самоидентификација, самоопределување и почитување на светската организација и меѓународното право и принципи. Ние сме подготвени затоа што зградата е наша, а кај да е, планираме да си ја купиме и земјата, така да нашата земја, која ќе ја купиме, ќе биде отворена за соработка, за преговори, отворена за компромиси и отворена за сите оние што сакаат да влезат во неа. Значи, 3-4. Земјо, отвори се! Бра! А јас сега мора да идам на работа. Море, Блажо, мора да тражиме некој чаре, разбираш, това не се издржува веќе, разбираш. Зошо, бе, Рики? Секој сабајле ме будат со труби и со топани, разбираш, не ќем веќе да станувам, шо? Тоа ти е у нашата зграда. Ке стануваш и орох играш. Зашо бе, разбираш? Додек лесо играеме, така ќе минеме. К15! Многу симпатичен тој момакот со долгата коса што играше оро. Да, па тука го видов преска негде. Се моташе, со крие мотор дека дојде. тука е, да, баже. Ова е тоа. Па да, да речеме. Кога е ова снимено? Од прилика. 10, Се оддам 20. 10, не е 20. Не, ова е во последниот објект на Шукарпош 3, кој тука уствари ни се деси крајот на со стечајот со се тоа. Па ова е негде 2010-12 години максимум. Тука е негде. И сега кога го гледаш од оваа временска дистанца, визионери. Па ти кажам, и периката ми обелела малце. Кога гледа, визионери. Па да, фала ти на комплиментот. Види, ние не сме видовити. Не, ама... Не, баба Вангер не ми е баба мене, ни на Бане, ни на Бубо. Меѓутоа, едноставно сме гледале што се случува и тоа така вози. Не гледаш, а викаш, ја појма немам што се случува. Гледаш како добро Не, имам сте ја знаеле. појма многу што се случува. така. Многу имам ја Многу. појма што се случува, само не ме занимаат дневно политички. Знаеш, овој вчера видели што му рече овој на оној, видели оној на оној, сега едноставно гледаш како ветарот. Така? Те разбирам. Толку. Ќе не биде ли? И ќе не биде. Бидени сме ние. Ние сме бидени, ќе не биде и ќе Имаме биде све имотен окей, лист, ќе не постар преживееме, од 6 имаме имотен лист, да ти кажам, цел свет врие. Цел свет врие, гледаме, значи, еве, ти пратиш многу повеќе од мене. Ние сме, ја искрено, знаеш Цел што би ти свет- рекол? У Трета светска војна сме само нема атомски бомби. Па да може да и држи муабетот, да речеме. Не е со пукање, Ќе не е со ровење, не преживееме е со... сите, ништо не сме ние. Ние сме нели, ние сме вакви, секој си го гледа ѓубрето дома, ние сме вакви, глупи сме, ѓубре сме, багра сме, овие се супер. Кој се супер, бе? Кој се супер? Наброј ми минимум 3, ако сакаш тендер да правиме. Кој се супер, бе? Нема везе, цел свет е вак, рецесија и хаос и нема врска, ништо. Добри сме и ќе бидеме. Одлични сме.
Паметен момак си, препаметен него што се правиш повеќе и ти е сум добро ја тоа паметен. да те викнат у власт и да ти дадат тошо биди ти тошо малер на власт. Што сакаш? Кое министерство би го земал и што би правил? Види, политика не ме интересирала никогаш. Јас Не збора политика, можеш да земеш Министерство за култура. Ми го зема зборот. Евентуално Од уста тоа... ти го земав. Од уста. Баш така. Евентуално тоа е мојот ресор и фах, да речам. Ресор, не ресор, што би фах. правил? Што недостасува по тебе овде? Што е тој зачи што му фали? Па знаеш што? Што би правил? Не знам што би правил. Ки ги викнам сите на кафе. Ние сме тука за недела дена, сите ги викнам на кафе што нешто важат у културата. Така. И национални установи, и опери, и балети, и филхармонии, и джез фестивал, и лево. Не знам, дечки, добар ден. По едно кафе да спиеме, ајде, што да правиме, кажете. Дајте ми елаборати, има фонд тука да направиме нешто. Проекти има проекти. Ти лично што би направил? Па тоа би направил, би ги викнал луѓето како министар, што да направам? Океј, тоа се идеи на други луѓе, како министер. Друже министре. Да, друже министре. Господине министре, да, господин министре, министре. да. И ту сакото вака зелено светкуца. Имам ја поише гардероба за Да, министер. и ова Секој ден Лилјаковово различно. со точки ти е Зависи феноменално. дали си на коктел, дали си на состанок, дали има. На страна. Джез, мес, Да, установи да, се. да. Што тебе ти фали? Што ти како Васко Тодоров би направил овдека? На културен план. Ете, Министерство за култура. Па Еве, еве не ти знам, кажам ако што сакаш, би земи направил. МВР, па Би ги поакси викнал, све. би ги собрал сите луѓе што нешто важат и млади таленти и да направат проекти и да им се дадат пари да ги направат. Тоа би направил. Никога што не овакво. Што немале шанса да направат нешто. Да. И Добро. тоа што е етаблирано што важи и тоа што не е етаблирано млади луѓе, млади од сите културни бранши, да речем условно, апсолутно. Книгава треба сега да се продава и да се промовира. Обично во свет, Да. кога некој вака голем, популарен лик, како што си ти, Фала ти. како што е Џон Клис, како што бил Чарлз Буковски, кој ќе излезела книга, издавачот го терал и идел на турнеја. И идел на турнеја и наместо концерти и бубњеви, застанувал пред публика, Тоа беше зборел. планирано. Тоа беше планирано. Не зборел, значи не збориме за стендап. Не за стендап. Требаше да има промоција. Добро? Мене ми беше договорена промоција во кинотека на Македонија, меѓутоа почна карантинот. Низ цела Македонија имав договорено. Битола, Охрид, Прилеп, Штип, Струмица, зборам за поголемице, Тетово, Куманово. Меѓутоа се деси карантинов и јас не Еве, направив, книгата искористија е и готова. Месијава минутиве, што Не. кога би ја промовирал книгата, еве не мене, им се обраќаш, бидејќи ова на немам YouTube ја ќе што го да решим. кажам, јас не можам јас сам да се промовирам. Значи треба некој да дојде да каже, јас сум промовирал, ја можам тебе да те промовирам. Сам ќе кажам, нормално ќе кажам нешто. И се прави добра журка, се прави промоција. И се Така. прави живели. Така. Тоа е тоа. Беше договорено, меѓутоа нема да има збиранки затоа што ти преска го правевме муаветот. Уште не знаеме што е бе. Стендап И не би сакал на не би моја застанал? збиранка, не, па нема зошто сте еве го стендапот унатре. Па ова уживо да го направиш. Не ова или слични работи. Немам по план тоа. Немаш, а? Не. Ја мислам дека Немам. стендап последниве 5-6 години или 10 да речеме, малце се крена во Македонија како непозната Океј, беше. океј. Океј. Ама ти би бил идеален да се појавиш со онаа твоја фаца и да почнеш да збориш. Не ми е било тоа никад предизвик. Која би те некој понудил такво нешто? Нека понуди, па ќе видиме. Така. Ако ми Добро, понуди. добро. Не, стварно не сум бил заинтересиран. Ако нафрлам. сум сакал ќе го ако види ми нафрлаш, ја го знам ова фалашо. Фалашо ти текна. Абе брате. Значи, ако сум сакал, ја ќе сум го направил тоа. Па Значи, што не ме го... интересирало. Ајде утре вечерка и шоте у кафана. Генерално, сега да ти кажам, значи ние генерално бевме ТВ прича, ние направивме концерт на стадион 95-та година. Најголемиот концерт, првиот голем Заборај. концерт што го направиле домородци овде. Го заборај. Тоше не постоеше, Бог да го прости. Значи никој нема направено после нас Лепа Брена, тогаш беше и она у пикот, ние имавме околу 17.000 со хеликоптер дојдовме на стадион. 95-та. И свативме дека
К15 не треба да оди уживо. Почевме, знаеш, ке те викне у дискотека, ке те викне на кавадарачка вечер, на радовишка вечер, на имен ден, на Добро. роден ден у игротека. И што? И нема прича. И како и што? Што се губи магијата. Знаеш што, има една невидлива тенка линија, која, да, ти ме гледаш мене. Васко, ти знаеш, не зборам за тебе конкретно. Со Васко ти не го гледаш Тошо. Ако Тошо дојде, ќе дојде Тошо до тебе, значи не е проблем тоа, не изиграва нешто дека е Тошо или не знам како, се губи магијата. На телевизија е друго. И затоа обстана. Ако почнавме ние да одиме по кукни слави и по родендени, нема прича. На телевизија е тоа. Значи, Затоа требаше. Значи, бара припрема, подготовка на текст и... Не само припрема, подготовка. Има некоја, не условно речено магија, не е тоа магија. Значи, тоа е на телевизија таму, а овде седи Васко. И затоа требаше тоа. Ако ја можам да се облечам као Тошо и да идам на площад. Сега, така, не е проблем. И супер ќе биде. И секој ден ќе се искачам. Толку е. Така ли е причата? Значи, таа магија треба да остане. Тоа е телевизиска приказна, тоа се скечеви, тоа се... Мене не ми е проблем, ние ние имавме, и у Австралија имавме 3 концерта направивме таму. Тие ни се јавни настапи. После скоро 20 години, ние прво пред да отидам ја у Австралија, имавме турнеја таму. Имавме 4 концерти. Имавме 2 у Мелбурн, 1 у Сиднеј и 1 у Перт. Имавте добар фонд на песни. Имавме, не песни, ко зборам Све концерти, скечи? мислам на наступи, 90%, 99%. Не идевте со градинарот, со... скечеви, со интеракција, со Па тоа е публика, со најдобро. се. За концерти кои викам, одма те асоцира на музиката, разбирам, Добро. Тоа бе... Комбинирано, у смисла. Значи, 2 песни. Аха. Имавме 3 сата програма таму. Тие 3 Браво. сата има 2 песни, друго се скечеви. Беше тоа успешно? Супер беше. Зошто да не продолжи тоа? Па не може да продолжи затоа што види, значи ти не можеш да правиш концерт секој месец, бе, друже. Концерт се прави на 3 години, на Кога 5 ќе години, издадеш албум па нов. Нормално. Ти барем си градски лик, знаеш сега, ќе правиме. И стендап ќе направиш 1, 2, 3, 4, 5 и после? И 6. Батка, ти знаеш ја кој шизик сум и дека правам парче риби у градов, а пошто си ми многу добар ортак и нова година е, ќе ти објаснам у шо е тајната за и ти да се омрсиш малце. Мачо, Значи, да. што е тајната? Епа види, знаеш што? Види, ќе ја прочиташ дома и ако нешто не ти е јасно, немој да ми се јавиш, затоа што и на мене не ми е јасно. Ништо. Јасно? Јави ми се, али не знам дали ќе можам да ти објаснам. Пробај. Цела книга е вака со овие монологи на Тошо. Цела, нема заперка тематски? фазла. Тематски разно. Све, Разно. све. Кај се продава книгава? Книгата се продава во Сити Мол, Литература МК на 3-ти спрат има книжара, Океј? има онлайн. Океј? Јас ќе ти пуштам после, јас снимив едно клипче, ќе ти го, не знам дали си го видел, снимив клипче, Тошо тамо нешто збори и има закачено Арсламине Литература МК. Емисија. Добро. Па не ми текна, знаеш, не е битно. Добро, веќе ти го пуштам. Не ми текна. После у монтажа ставите го, ако правиш реприза. Не ми текна, е. Па ти викам изветреани, бе. Па што не ти текна тебе да ме прашаш, да не имаш некој клипче? Гледаш ли сега? Се ја крив цела емисија. И цело време ме напаѓа, бе. И ќе ти... Арсламине, они имаат книжара одлични на улица Македонија, карши аптеката, карши Тереза, од путник кој идеш, тука имаат одлична книжара. У редот, тука, нели, кафиче има. Има онлайн, имаат соработка и низ Македонија, ми кажа со книжари, они имаат само у Битола нивна книжара, а имаат соработка со други книжари низ другите градови низ Македонија. Значи, ќе објавам после емисијава и онлайн, дека може да ја Јас ќе нарачат, ти го дадам тоа да... се врши деливери. Апсолутно. Добро. У Америка може да се нарача.
Тоа Готово? се може. Све ќе го ставиме у линкот за емисијата за 2 сати која ќе биде. Значи било каде. Види, батка, Сега, животот се состои од односи, а видот на односите зависи од стадиумот на поединечниот однос во однос на тоа дали станува збор за обичен однос, коректен или некоректен однос, а градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно. Дали го разбра ти ова? Да, Дали доволно се познавате, а? Да не сте родени, да. Ама од што се состои животот? Од односи? од Од односи. Однос. Однос, да. Јесте. Тоа И после ова, би било. парите кај ќе ги трошиш? Чекай, Посто ќе парите- заработиш 2000, колку имаш процент од ова? Сигурно е до 50-60 илјади евра ќе заработиш. Ќе ги урочам. Да. Као и сите пари до сега. Нема. Дечки, се урочуваат пари, не се урочуваат. Моите тоа се ти е грешка. урочени. Нема. Ти секој за себе да си збори, извини. Нема. Моите се урочени. Вика, кај ви отидоа парите? Викам на гардероба. Сите. Шминкер не е лесно, бе. Абе, брат, Седи, бе, шлепер да. пива ти фалат, па не за друго. Тоа. Шлепер пива ти фалат. Васко, ти благодарам за разговорот, извини. Баш ми е Малце драго, онака кажи. ти исцедив како лимун, го Не разлеков. бе, не ме исцеди. И ја Бидејќи извини ти, ретко ја да се не ти гледаме. исцедив. Ти добро Дај си. Боже, добар сум. Не ме исцеди уопште, баш ми е Окей. пријатно, супер си поминавме. Мене ми е задоволство. Супер. Ретко убава вечер имав. Чајот од Нане е тука, можеме да продолжиме, бидејќи е такво време за витамини. И... Не ти е лош. Не е лош. Ово е за јетра најбољи. Да, Да, знам. дај да ставиме уште малце тогаш. Ја ти благодарам за гостувањето. Фала ти што ме покани, многу ми е драго. Од шурупчето малце, Многу а ми е не знам драго. баш што ќе пушти за И крај. поздрав, знам дека си многу гледан, поздрав до целата публика, убави луѓе што те гледаат. Отиде. У странство иде ли ова, бе? Иде бе, како не иде? Сега у моментов? Директ или после го пушташ? Иде и во странство преку IPTV. У моментов? У моментов. Линк има цепа, а? Има цепа. Се добро некој ако се бале негде по Америка, по Австралија, ма YouTube, ќе го видат утре YouTube највише. Не, у моментов дали на пример у Германија го Може гледат да у го моментов. гледа. Може ако да го сака гледа. некој. Ако сака некој. Така. Да. А како ти е искуството? Има гледаност у странство? Види, со германците имам лошо искуство, 41-45. Добро, а со После е нешто французи? подобро. Со французи, па јазикот ни е вака, наоѓаме заеднички јазик. Добро. Ти како ти е искуството? Одлично. Не знам од каде, нема време, ако почнем да ти објаснувам, треба до утре вечер да трае емисија. Многу има. Колку има. Па зашто не ти текна порано бе да прашаш ова? Ќе отидеше и книгата у Бајбук и све, како ти е искуството? Имам уште 15 минути, ако Ако не претер, нема шанс, иш да не почињам. Абе, не се закачај, молим те. да си жив и здрав, Да си секој е жив и добро. здрав и ти исто. Да се видиме пак. Тоа беше се за вечерва, драги мои пријатели и пријателки. Лека ноќ и пријатно.